Почитуван подпредседател на Собранието, почитуван заменик министер Димитар Ковачевски, почитувани пратеници, пред се почитувана јавност и граѓани на Република Македонија. Пред нас е предлог на закон за дополнување на законот за финансирање на единиците на локална самоуправа по скратена постапка. Генерално, ако ги гледаме како сет на закони со кои се настојува на некој начин да се помогне на локалната самоуправа, можеби ово е најдобриот. Меѓутоа, зошто се јавив? Затоа што бев испровоциран од целта на овој предлог закон. Имено доколку се отвори законот и се прочита дека владата запишала овде дека со предлог на законот се обезбедуваат стабилни приходи во буџетот на општините. Сега, дали буџетите се стабилни? Јас би рекол не на општините, но овде имаме на некој начин едно промовирање на самофалење на владата, што од друга страна по автоматизам ќе испровоцира реакција на опозицијата, затоа што реалноста не е тоа. Значи, ако го ние донесеме овој закон, далеку сме од тоа дека општините ќе имаат стабилни приходи. Зашто го велам тоа? Затоа што имавме акција општините, институциите да пријават долгови и за 2020 година, септември, институциите во Република Македонија, меѓу кои и општините, пријавиле 37,8 милиарди денари, или тоа се некаде 612 милиони евра за останати долгови. Да видиме на чисто, еден дел е тоа е долг на општините и тој некаде изнесува 70 милиони евра. Значи, тоа се сериозни пари, ако сакаме да збориме реално и да ги согледаме реално состојбите во локалната самоуправа и во општините и да можеме да кажеме дека со овој закон ние ќе ги стабилизираме финансиските буџети на општините или нешто ќе решиме. Затоа што ако понатаму го анализираме законот, ќе видиме дека станува збор за само 2 милиона евра зголемување на приходите кај општините кои ќе го возможи овој закон. И тоа е за поздравување, значи секој денар одвоен за општините, за локалната самоуправа, за децентрализација на власта, за функционална фискална децентрализација е за поздравување, меѓутоа боди во очи тоа што Министерството, односно владата, не убедуваат дека со овој закон ние во суштина ќе ги стабилизираме општините, односно ќе имаат стабилни приходи. Тогаш се поставува прашањето како се направени тие 70 милиони евра, кога претходните години немавме проблеми со COVID-19 и по автоматизам данокот од ДДВ 4,5% си одеше по некоја нормална постапка, односно се исплатуваше со високи проценти. Значи, класичен маркетинг, игра на зборови и тука имаме уште еден проблем. Доколку се анализира законот, законот е составен од неколку члена, меѓутоа клучното на овој закон е тоа што наместо да се пресметува ДДВ 4,5% што и припаѓа на општините од последната година, се предлага тој износ на ДДВ да се пресмета како средна вредност од последните 3 години. Тоа е во ред и сега јас од податоците на УЈП извадив дека 2018 година приходите од ДДВ биле 49 милиони, 49 милиарди,
Во 2019 биле 52,5 милиарди, во 2020 година тие драстично опаѓаат, изнесуваат 46,89 милиарди денари. Сега, кога ќе направиме просек од овие 3 месеци, просекот изнесува 49 милиарди 579 милиони денари. И нели нешто таму ситно. Тоа во преведено на општините ќе дојдат негде 4,5% од тие пари, да не сме во заблуда, значи остатокот останува да ги троши државата. Тие 4,5% се некаде 2 милиарди 231 милион 055 илјади денари. Значи, тоа се 35 милиони евра. И тоа треба да го поделат сите општини во Република Македонија. Односно, ако проанализираме и направиме разлика што би следувало без овој закон, едноставно тогаш владата би издвоила само 2,1 милиарда, сега издвојува 2,231 милион денара, и тоа е разлика од само 2 милиона евра. Значи, целиот овој закон станува збор за 2 милиона евра, кои ќе ги допијат дополнително општините од тоа што било планирано. Сега, една техничка работа. Барам министерот да ми одговори или да го повлече законот и да се преработи. Затоа што, согласно ова што го гледаме, фискалните импликации од законот се 120 милиони 870 илјади денара. Додека ако го проанализирате законот кој ни е даден на нас и по кој работиме, фискалните импликации се дадени како 80 милиона денара. Значи, во буџетот ќе фалат негде 40 милиони денари, пари, за да се реализира овој закон. Не ви се добро пресметани финансиските импликации и затоа сметам дека законот треба да се повлече и да се доработи, затоа што вака оставен, остава простор и вака скромните 2 милиона евра кои планирате да ги дадете на општините, да немате предвидено финансии во буџетот, односно да не ги предвидите реално финансиските импликации кои произлегуваат од овој закон и со тоа нормално да не бидат исплатени. Значи, Министерството не знам кои техники и кои технологии ги има на располагање, меѓутоа доколку реално сака да го донесе овој закон, според мене треба да се повлече, да се доработи и да се прикажат реалните финансиски импликации кои произлегуваат од истиот. Во спротивно, можат да настанат компликации, не сум се занимавал толку детално со финансии, меѓутоа ова е обична математика од земање собирање, што верувам дека е пропуст или едноставно сме се изгубиле во времето, така да овој закон треба да се преработи. Благодарам.